Од денес повторно се активираат мерките за ублажување на последиците од аерозагаденоста во градот Скопје. Овие мерки се превземаат по добиените информации дека квалитетот на воздухот последователно 2 дена е надминат над законски пропишаниот минимум, односно над 200 микрограми на метар кубен во мерните станици во Лисиче и кај ректоратот. Во согласност со ингеренциите што ги имам како градоначалник на град Скопје, информирам јавноста дека ги донесувам следниве мерки и препораки кои стапуваат на сила веднаш. Прво, градот Скопје од денес, 8 јануари 2018 година, воведува бесплатен јавен превоз во автобусите на јавното сообраќајно претпријатие и во автобусите на приватните превозници. Оваа мерка ќе трае се до моментот на намалување на загадувањето, за што дополнително ќе бидеме известени од страна на Министерството за заштита на животната средина. Второ, градот Скопје ги прекинува сите градежни активности на градилиштата под своја надлежност и ги повикува сите градоначалници на општините во град Скопје да ги прекинат градежните активности на градилиштата кои што се во нивна надлежност. Трето, градот Скопје интензивира контролата и на градилиштата, односно возилата кои што излегуваат од градилиштата мора да имаат измиени тркала и да се покриени со церада заради контрола на прашината. Четврто, го задолжувам јавното претпријатие Комунална хигиена да продолжи интензивно чистење и миење на градските улици и булевари кои што се во надлежност на градот Скопје и им препорачувам на скопските општини да го направат истото со улиците кои што се во нивна надлежност. Пето, градот Скопје врши зајакната контрола на имателите на одобренија за доставување стока преку инспекторатот на град Скопје, а воедно го повикуваме Министерството за внатрешни работи да спроведе засилени контроли на правните субјекти кои што поседуваат одобрение за доставување на стока издадени од страна на град Скопје. Шесто, ги повикувам градоначалниците на општините на градот Скопје да ги интензивираат инспекцијските надзори на субјектите кои управуваат со отпадни гуми и отпадни масла. Дополнително, од исклучителна важност ни е поддршката од централната власт. Во таа насока го повикувам Министерството за внатрешни работи да спроведе ограничување на обуките на автошколите од 9:30 до 14:30 и по 18 часот. Го повикувам Министерството за животна средина, Државниот инспекторат за животна средина и општините да вршат, исто како и градот, засилени инспекции над инсталациите кои што се под нивни ингеренции. Барам од Министерството за внатрешни работи да ги зајакне контролите за почитување на забрана за движење на тешки товарни возила, чија што крајна дестинација не е во град Скопје, а кои што ќе се упатат да ја користат Скопската обиколница во согласност со поставената сообраќајна сигнализација. Барам од Министерството за внатрешни работи да врши зачестени контроли на издувните гасови на возилата кои што учествуваат во сообраќајот. Апелирам до граѓаните на Скопје да не ги користат возилата без потреба, повеќе лица да се возат во едно возило, да се користи јавниот превоз и тоа да помине како навика, без разлика на тоа дали постои или не постои загадувањето, за затоплување на нивните домови, да не се користат отпадни материјали, прегорено машинско масло, лакирани и обоени отпадоци од дрво, стиропор, пет амбалажа, гуми и каков било друг синтетички материјал, а да се користи суво дрво, дрво без примеси од земја и отпадоци, печките од дрво да се користат и одржуваат според упатствата на производителите. Почитувани, борбата против аерозагадувањето бара поголема вклученост од сите нас, затоа што во крајна линија сите го дишеме истиот воздух. За таа цел ги замолувам сите сограѓани сериозно да им обрнат внимание на овие мерки и препораки со цел сите да дишеме почист воздух. Доколку сите се откажеме барем од мал дел од нашиот комодитет, резултатите ќе почнат да се гледаат многу брзо. Секој од нас има право да дише чист воздух, а обезбедувањето на тоа право е наша заедничка должност и обврска. Благодарам, повелете прашање. Дали автобусите ќе водат во зимскиот возен? Автобусите ќе бидат интензивирани согласно мерките и препораките кои што ги имаме усвоено заедно со владата на Република Македонија за честува фреквентноста на автобусите во јавниот градски превоз. Една од препораките на владата е јавните институции, меѓу кои што и локални единиците на локална самоуправа да го користат службените возила со намален интензитет за 50%. Дали може би вие ќе почнете да се возите со автобус во граѓаните?
Вие знаете дека и кога ги изрековме првиот пат мерките, така и сега службените возила на градот Скопје нема да се користат за ниту една друга потреба освен за потребите на инспекторатот. Градоначалникот на Скопје ќе доаѓа на своето работно место или со јавниот превоз или со електричното возило кое што не го загадува сообраќајот. Преферирам и ќе бидам пример да доаѓам со јавниот градски превоз или пешки. Етапно се случува, што ме прашам, етапно се случува да се појави загадување на воздухот, сега немавме нешто да се голем интензитет на сообраќај за да беа празници. На што се должи ова? Упорно ги бараме одговорите си дека граѓани на што се должи загадувањето, дали може би имате откриено од каде доаѓа? Повеќе сегменти се и тоа го обзнанивме на неколку наврати до сега, кои што придонесуваат на аерозагадувањето. Возилата се само едниот сегмент. Останатиот сегмент се индустријските капацитети и затоплувањето на домовите кои што не е решено. Токму заради тоа акцентот на мерките кои што ги воведуваме се воведува на јавниот градски превоз со цел да не се користат возилата толку зачестено, на засилен инспекцијски надзор врз индустријските капацитети и апелираме за користење на средства за загревање на домовите кои што се еколошки поприфатливи. Мерката започнува веднаш. Дали инспекцијата работеше викендов и има ли конкретно мерки против овие индустријски капацитети што наведувате, посебно против тие дивите индустријски? Значи перманентен инспекцијскиот надзор, знаете дека тој режим го имаме променето, знаете дека го имаме отворено кол центарот за пријавување на огнови на отворено. Работиме перманентно со капацитетите скромни, за жал, кои што ги имаме. Изрекуваме мерки, очекувам дека утре во текот на ранните утрински часови, бидејќи е денес неработен ден, од надлежниот сектор за инспекторат ќе ги добиваме конкретните бројки и ќе ги споделам со јавноста. Има ли од првиот пат кога најавите мерките за загадување, кога најавите дека има и изречени казни, има ли нови казни? Токму тоа ми беше и крајот на претходниот одговор. Во текот на утрешниот ден, кога ќе дојдат вработените на своите работни места, денес е воредна и пресконференцијата, заради воредното воведување на мерките, ќе ги имаме бројките за колку инспекции се извршени во празнични денови, колку казни се изречени. Дали може прашање на Освен ако да ја довршиме темата по тоа. Ета, мислам завршив едно прашање околу таблите кои се на албански јазик на градот Скопје се пак покази водични градот. Дел има грешки правописни на нив, ќе се интервенира да се изменат и дали е по делокрувот на вашето владење? Она што е како ингеренција на градот Скопје за поставување на знаци, тоа се трудиме да биде во рамките на постојните законски решенија. Онамо каде што има аномалии, до мене таков тип на проблем до сега не е пријавен. Ако е потребно и ако е во ингеренции, во рамки на ингеренциите на градот, тоа ќе го поправиме. Во врска со загадувањето, ова е трет пат како се активираат овие мерки, какви се ефектите од претходните случаи? Компаративно гледано, со претходните 2 години, иако јас не сум задоволен, чим воведуваме вонредни мерки, значи дека постои загаденост, меѓутоа компаративно гледано со претходните 2 години, состојбата со амбиенталниот воздух е подобрена во однос на 2016 и 2015 година. Ќе има санкции, казни за оние кои ги пале обновите? Веќе се изречени, ви кажав и на минатата пресконференција која ги оведовме мерките, мислам дека беа 24 казни кои што беа изречени на субјектите кои што го прекршија законот. За конкретниот период помеѓу ќе биде благовремено известена јавност во текот на утрешниот ден. Она што јас знам е дека за време на викендот и за време на денешниот ден, бидејќи е празничен ден, важи режимот кој што градот Скопје го воведе, а тоа е бесплатен паркинг и бесплатни автобуси. Дали има лица кои што свесно го кршат законот, не може да биде вина или ингеренција на градоначалникот на град Скопје. Постои Министерство за внатрешни работи кој што треба тој режим да го применува онака како што е усогласен и како што е пропишан. Градот Скопје мерката за
забрана за движење на возила на водно за време викенди и државни празници е се уште активна, нормално жива материја е, ја преиспитуваме, во колку се јави потреба во иднина можно и да дојде и до нејзина корекција, меѓутоа се додека важи мерката, граѓаните се должни да ги почитуваат законските прописи. Индивидуалното кршење на закон не може да биде одговорност на градоначалникот на град Скопје. Само кратко, ученици од основните училишта зема изминатиот период учество во манифестацијата за Бадникови поворки, организирани од локалната самоуправа, но вие споменавте дека ќе има казни за оние кои нема да ги пуштат децата на училиште, особено кога воздухот беше емерно загаден. Прашањето е која е разликата меѓу граѓанска иницијатива, спомнака иницијатива, тогаш споменавте дека била партиска иницијатива. Не се сеќавам дека реков дека ќе има казни за тие кои што нема да ги пуштаат децата. Ајде вака, значи правото на различно мислење е право за кое што јас како опозиционер многу ревносно се борев и го почитувам. Го почитувам се додека сум на политичката сцена, без оглед дали нечие мислење мене ми се допаѓа или не. Ќе го почитувам и сега, ќе го почитувам во иднина. Би сакал да бидеме прецизни во ингеренциите. Градот Скопје нема ингеренции во делот на организирање на образовниот процес, образовната настава, тоа е ингеренција на Министерството за образование. Градот Скопје нема никакви ингеренции врз основните училишта. Споменатото здружение се обрати до градот Скопје со две барања. Едното беше да ги примам децата како градоначалник на пеење коледарски песни и второто беше да ставиме на располагање дел од капацитетите на градот во смисол на јавното сообраќајно предпријатие, бидејќи тоа е единствениот субјект кој што може да превезе поголем, организирано поголем број на луѓе, во овој случај деца. Како градоначалник на Скопје сметав дека не е во ред да примам деца и тоа не го направив. Како градоначалник на Скопје сметав дека градот има капацитет и даде на располагање дел од автобусите кои што во текот на утрешниот ден, бидејќи не можеа да прецизираат колкав е бројот, ќе бидат пребројани и ќе бидат фактурирани на организаторите или барателите на автобусите. Во градот Скопје, со ниту една институција со која што јас раководам или која што е под моја надлежност и јас како градоначалник, со ништо не беше нарушен уставниот принцип на секуларноста на државата, односно одвојувањето на градот на државата од црквата или од верата. Факт. Јас како градоначалник раководам со град составен од повеќе концесии. Верските убедувања на моите сограѓани, без оглед за која вера зборуваме, ги почитувам во целост. И дури ако немаат верски убедувања, го почитувам во целост. Така било, така ќе биде, така и планирам да действувам. Немам јас право на било кој родител да му го ограничувам правото да се додека се држи во рамките на законот, го организира своето дете во рамки на определени граѓански иницијативи. Всушност и впрочем, ова не е прв пат, ова иста граѓанска иницијатива да спроведе ваква акција. Она што беше моја грижа е да се грижам за законитоста и уставноста на таа акција. Институциите со кои што раководам со ништо не ја нарушија секуларност. Може би за Бајрам ќе спроведете ваква иницијатива? Пак велам, во рамки на секуларноста, воколку има такво барање, како што беше, ќе одговорам на истиот начин. Деца нема да примам, капацитетите на градот кои што ќе бидат ангажирани, ќе бидат од нарачателите или на нарачателите фактурирани. Впрочем, еден ден од меркиве на ЈСП, граѓаните на градот Скопје ги чини 7 милиони денари. Јас сум должен, ако успеам да најдам и друг некој комерцијален извор за овие предпријатија да функционираат побезболно, тоа да го направам.